Не преку картички, туку директно на трансакцијски сметки ќе легне помошта за најзагрозените категории граѓани. Владата сакала да заштети на изработка на картички кои претходно паднаа на грбот на банките, па сега тешко дека ќе има начин да исконтролира дали парите се трошат на македонски производи како што беше замислена мерката или не. Министерот за финансии Фатмир Бесими тврди дека оваа евиденција ќе ја водат банките. Сепак оваа одлука отвора еден куп неодговорени прашања. Како ќе се знае на што ќе се трошат парите кога луѓето можат едноставно да си ги извадат парите од сметка и да плаќаат во кеш? Како некој ќе знае кога точно го потрошил максимумот од 6000 денари исклучиво на македонски производи? И можеби најважното, ако се потрошат сите пари, но не само на домашни продукти, дали луѓето ќе треба да ги враќаат парите назад? Според одговорите на Бесими се добива впечаток дека овој пат се гледа да се помогне на загрозените граѓани, но не и да се заштити македонското производство. Од трансакцијската сметка, преку дебитна картичка што ја поседуваат, ќе можат да вршат исплата, односно плаќање на маркетите. Од таму на фискалната сметка има евиденција кои производи влегуваат, кој влегува во платежната картичка, и истата евиденција банките ќе имат и за овој промет. Ќе има точна евиденција за секој корисник колку средства реализирал во рамките на производите што се опфатени со оваа мерка. Управата за јавни приходи пак недоволно го пролонгира рокот до кој фирмите ќе може да поднесуваат барања за субвенции за исплата на плати. Рокот се одложува до 10 ноември до вторник, што значи дека компаниите имаат само 2 дена за аплицирање. Помошта варира од 14.500 до 21.776 денари по работник, зависно од падот на приходи на компанијата. УЈП треба да ја потврди пресметката во рок од 3 дена. Сметководителите со недели претходно се жалеа дека поради доцнењето на ребалансот и законот, многу фирми нема да можат навреме да аплицираат. И додека компаниите алармираат дека ќе доцнат платите на над 100.000 работници, од УЈП смируваат дека исплатите ќе се извршат навреме. По обработката на податоците, УЈП ја информира владата на Република Северна Македонија, односно Генералниот секретаријат, за тоа кои работодавачи исполнили услови за финансиска поддршка, а владата ги исплаќа финансиските средства до 15 во тековниот месец за претходниот месец. За да добијат помош за исплата на плати, фирмите треба да исполнуваат 9 услови. Меѓу нив да имаат пониски приходи за најмалку 30% во периодот од април до септември, споредено со истиот период лани, да не отпуштале вработени до крајот на август, освен ако се работи за смрт, пензионирање, отказ од страна на работникот или даден отказ по дисциплинска постапка, судска пресуда или трајна неспособност, како и да не се делат дивиденди и други награди. Ако фирмите ја злоупотребуваат помошта, ќе следуваат казни. И покрај тоа што ги објави со задоцнување изигрувањето од страна на компаниите, Лукаревска сега тврди дека овој пат ќе имало ригорозни контроли и дека претходно освен глоби имало и блокирање на сметки.